Туристичката сезона започна, тоа значи бројни домашни и странски туристи во туристичките центри низ Македонија. Како од Сдруженијето Хотам го оценуваат стартот на сезоната, колку понудата соодветствува со цената на услугите и ќе успеат ли угостителите да надоместат за загубите кои ги има од почетокот на здравствената, па и енергетска и економска криза. Сите овие прашања ги поставуваме на председателот на Сдруженијето на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови Хотам Крсте Блажевски, кој што утрово го имаме на Скайп во Македонија наутро. Господине Блажевски, добро утро. Добро утро. Благодарам за поканата. Имаме многу теми за кои сакам да продискутираме. Генерално најголемиот наплив на туристи се очекува во јули и август, но летото започнува, односно летната сезона и започнува со календарскиот почеток на летото. Има ли во моментов туристи во Охрид и Струга? Има и се повеќе се полни, значи очекуваме дека оваа година ќе биде од рекордните години во минативе 10 години. Доаѓаат од сите краишта, значи договорите што постоеле пред 10 години со Холандија, со Полска и останати други земји, Турција и така натаму, во овој момент само се зголемуваат и се бараат повеќе места за ноќевање и за престој во нашиве туристички дестинации Охрид и Струга. Спомнавте околу цените, значи пак Македонија, би рекол Охрид и Струга се во поевтините дестинации на Балканот, значи не сме многу скапи, да имаше некои скапувања, но некако останатите делови на Балканот и тоа е добар показател и кажува дека уште сме атрактивна дестинација и дека интересот е се поголем. Дали тоа значи дека и домашните туристи ќе може да си дозволат летување во домашните туристички центри? Па секако, значи, како што спомнавме, ако сме поевтини од останатите делови во околината, значи, зошто да не? Бројот на домашни гости исто така се зголемува од, да кажам, годиниве од 2019 на назад. Значи, оваа година очекуваме поголем број на домашни туристи. Се средија некои работи што неколку години не ни беа средени во однос на плажите и некои слични такви работи, така да сега е све во некои завршни фази, плажите се отворени и почнуваат да действуваат. Малце времето не е на наша страна, но гледаме дека последниве денови и недели веќе се подобрува и кога ќе ги погледнеме телефоните, гледаме се повеќе сонце отколку облаци. Сакам да продискутираме за уште еден сериозен предизвик кој што го има Охрид и Струга, инфраструктурниот. Добро е да се знае дека туристичките центри се подготвени за туристи, но тие туристи треба и некако да пристигнат до истите. Проблем е влезот на Охрид и Струга изминативе денови. Министерот излезе со информација дека до 10 јули треба да биде готов патот, а вие пак барате одговорност и велите дека доколку не биде завршен, ќе има по жестоки реакции. Секако, значи одговорност ќе мора да се сноси, значи мора да почнеме да делуваме така, значи штом нешто обеќаме треба да го извршиме, не само да обеќаме. И тој пат ни беше обеќан и ние се сеќаваме дека 2018 година требаше да имаме нов автопат Кичево Охрид, но ете тоа не се деси. И сега да не почнеме со некои вакви обеќавања, нели ќе биде готово до 10 јуни, секако не сме ние стручници да кажеме кога треба да се прават тие нели приклучоци и така натаму се тоа што се работи во овој момент, но знаеме дека ова е период кога тие патишта се најпрекретни, има најмногу сообраќај кои се одвиваат и една мала сообраќајна несреќа прави застој од најмалце половина час и повеќе, значи на самиот влез на Охрид. Само вчера имаше некои две сообраќајки што се десија на тој потек и од двете страни, значи тоа е малце што збунува, и линиите беа се до Подмолје, до кај што е раскрсницата. Да се отклони тоа, секако службите си направија секако што треба, но имаше застој. Тој застој од можда некој час и пол до 2 часа се деси. И тоа кога ќе дојде некој странец во тие моменти да се најде нели во тој густ сообраќај, не може да помине, чека кола до кола, температурата е 30 степени
и стануваат тие нервози и едноставно тие негативни поени се добиваат баш на тоа, на самиот лес. Оте што и да направиме ние како хотелиери, не може да го задоволиме тој гостин целосно да каже дека да, убаво си помина. Споминавте, цените се пониски за разлика од другите туристички центри. Дали се унапредува понудата, се работи ли на неа? Секако, значи тоа нон-стоп се работи, ова е жива материја која треба да се менува. Самите производи, нели, и понуди туристички во околните држави, како што се менуваат таму, така се менуваат и во нашиве дестинации, и се отвараат и затвараат ресторани, но се наоѓа, нели, тој некој баланс кој треба да просперираат и остануваат, нели, за таа сезона. Имаме некои малки недостатоци кои треба да ги отстрануваме, но тоа се долгорочни планови, не може да кажеме дека се отстрани нешто за недела или две. Ги споминавте рестораните. Кој работи во нив? Има ли доволно кадар кој може да работи, зборувам за квалификуван кадар, кој може да работи во туристичките центри за оваа туристичка сезона? Тешкотијата е повеќе години. Оваа година можда најмногу се осеќа. Значи, зборуваме ние некои десетина години наназад, се смалува интересот на посета на овие школи кои понатаму би ги доведени да работат во вакви сектори, во гостителски сектори. Има се помалци и помалци деца на факултетите за туризам, исто и на средните школи за туризам. Тоа не е добар знак, но тоа е насекаде. Значи, тоа е едно, да кажам, на цел Балкан се осеќа таа миграција на работници, која оди од југ према север. Значи, од Македонија одат нагоре према Хрватска, хрватите одат уште по на север, и така да таа миграција не може да се застане. Проблемот е што спомнавме неколку пати, нели ќе се овесни увозот на работници од други држави, и повеќе пати се запрашувавме, нели некои ќе речат па што ќе ви се од надвор, зошто не од тука, па затоа што ги нема едноставно, и тие што се на листа за работа, тие не бараат работа, тие бараат социјална помош да земаат, и тоа е крај. Значи, тоа одавна се знае, но тоа не е наше прашање ние да го решаваме, има институции кои треба да го решаваат. Може да побараме да едноставно процедурите за увоз на таа работна сила бидат поедноставени и да не се толку комплицирани. Кога ќе ги прашаме домашните работници, господине Блажевски, зошто заменуваат да работат во странство, велат затоа што никогаш не можеме да заработиме во Македонија толку колку што заработуваме во странство. Како тогаш да ги задржиме? Ајде вака тогаш. Дали можеме ние како хотелиери да заработиме исто колку што би заработиле пример во странство? Апсолутно со истите наши објекти. Значи, тоа е прашањето. Се знае во хотелската индустрија кој процент оди за плата, кој процент оди за намирници, кој процент оди за енергија и колку би требало да остане. Остатоците во хотелската индустрија се намалуваат од година во година, и затоа нема кај нас, например, интерес да се градат некои нови ланци, зборуваме ќе дојдат ланци вакви такви, но еве ги нема, нели? Зошто? Затоа што условите не се тие што даваат добри резултати за нормално да направат некакви профити и тие објекти да еден ден бидат исплатени. Ако многу пати спомнуваме на телевизија колку е кафето во Охрид. Значи, го спомнуваме тоа пред сезона колку е кафето во Охрид. Ја често пати викам дека кафето во Охрид треба да биде од 3 евра нагоре. Зошто го велам тоа? Затоа што тој работник што треба да го понуди тоа кафе треба да земе денеска плата од можда 600 евра или нагоре. Да, секако. Значи, кафето треба да биде поскапо. Не е се, сакаме да биде се ефтино, да ги платиме вработените, тоа не може и да добраз да не го направи. Значи, мора да има зголемување на цените и зголемување на платите. Платите се зголемени во последниве, да кажам, година дена, или имавме и 2 пати законски покачувања. Сега тука, знаете како, имаме права, имаме обврски. Значи, обврските не се исполнуваат до крај, не зборувам за сите, но има голем дел кај нас да тие работници кои работат овдека со одреден број на часови, не можат
многу разлика да направат ако го работат истото тоа со исти број на часови во другите држави. Сега ја спомнавме Хрватска, еве ќе се има. Значи таму да ќе можеме таму да работиме по 12 часа, но овдека тоа не може. Значи тие законски измени во работните односи се работи на тој закон да треба малце да се променат. Не може некој што има веќе една работа и сака да работи втора работа, слободен викенд, например, викенди, петок, сабота, недела, и сака да работи во некој хотел како дополнителна дејност, и тој законски не може да работи, затоа што има право максимум 10 часа да одработи на друго работно место. Значи, тие работи мора малце да се олабавиме, да се ослободиме, не ги тераме ние со сила некој да работат. Си има пазар, си има понуда, си има побарувачка. За тие денови, кога е потребно, ако се понуди повисока плата, некој ќе се најде да ги одработи, но тоа треба и законот да го дозволи. Значи, мислам дека проблемите не се од сите страни. А каков е впечатокот? Ќе успее ли туристичкиот сектор да надомести за загубите, а ги имавте бројни од почетокот на здравствената криза па и натаму со економската и енергетска? Вака 2020 и 2021 беа сите хотели беа во минус. Евентуално некој хотел што не му беше тоа главна дејност, него беше дополнителна дејност на некоја поголема фирма. 2022 минатата година едва се изборивме нели да стигнеме до некоја позитивна нула или плюс минус некој 5%, ако може да се каже. Оваа година се очекува дека да ќе биде подобра година и два пати не затекнаа некои работи, кај што ние веќе имавме дадено цени и поскапа енергијата драстично. Имавме две поскапувања на платите и на крајот производот што веќе го имавме подпишано и продадено на странските туроператори не беше доволно за да ги покрие сите тие трошкови. Оваа година веќе е подобра во тој однос, веќе може да се процени подобро колку секој еден работен вреди, може да се плати и очекуваме дека да ќе биде стабилно до крајот на годината во однос на цените на енергијата и во однос цените на мирниците кои треба нели да ги добиеме. Со сето тоа, нели, со сите тие заклучоци очекуваме една многу попозитивна година. Дали ќе биде доволно да се вратат првите две за некои 3 години? Можда не, но ќе биде некаде на границите на исполнувањето на ова тема што туку ја отвараме. Летото е долго, ќе имаме и повторни средби и ќе анализираме во Македонија наутро. Благодарам господине Блажевски за гостувањето во утринската програма на македонската телевизија. Благодараме на вас.